И синоќа во Струмица загаденоста беше на алармантно високо ниво. Мерните станици на Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат дека квалитетот на воздухот е во црвена зона, со појаснување индекс многу лош и со околу 159 микрограми на метар кубен PM10 честички. Поради тоа и денеска се на важност мерките за заштита на здравјето на граѓаните, како и контролата на загадувачите. Министерството препорачува работодавците да ги ослободат од работа бремените жени, лицата над 60 години и хронично болните. За оние кои работат на отворено се препорачува реорганизација на работното време во периодот од 11 до 17 часот. Покрај тоа во Струмица ќе има засилени инспекцијски контроли на фабриките со А и Б еколошки дозволи, како и на градилиштата. Полицијата ќе врши вонредни проверки на техничката исправност на возилата, со фокус на дизел автомобилите, а строго се забранува палење оган на отворено. Градоначалникот на Струмица Петар Јанков вели дека е свесен за сериозноста на ситуацијата и поради тоа се свика седницата на локалниот совет за превенција. Дојдовме до заеднички заклучоци дека аерозаболевањето е проблем кој е наложен со години и нормално дека треба. И тоа е долгорочен проблем што мора систематски да најде на начин како се тоа да го решаваме. Беше објаснено дека општинските инспекции се годен на терен, вршат ворни инспекцијски надзори и денес има одредени наводи на нашите комунални инспектори каде што се на терен, каде што одредени лица, граѓани постапуваат спротивно на законски одредби и вршат несоодветно палење на комунален смет. Министерството за животна средина апелира да не се организираат и спортски надпревари и културни манифестации на отворено, додека трае алармантната состојба.